Добре дојдовте во нов Асном. Активистиве во нашава држава, кои не се политички одредени и определени и кои действуваат стварно независно. Независно во смисла да не бидат финансирани од странски владини организации, а себе да се представуваат како невладина организација, него чисто изворните активисти се соочуваат со многу препреки кои и едните и другите политички партии ги имаат поставено, дали се тоа законски, незаконски, кривични, изборниот законник и така натаму. Ова е предизвик за нашиот демократски развој и развојот на нашето општество, затоа што се чини дека ако сакаш независно да делуваш или луѓе кои си ја сакаат на оваа наша Македонија и сакаат да дадат допринос, за да ги остварат својот активизам и своите цели, се соочуваат со одредени препреки кои, например, други исто така политички активни чинители со тоа не се соочуваат. Ова е голем проблем. Се повеќе и повеќе активистите се соочуваат со големи препреки кои ги отфрлаат и ги оттргнуваат од вистинскиот активизам со кој они се соочуваат. Денеска го имаме Костин, познатиот активист од Здрава Котлина, кој веќе 8 година се бори лавовски заедно со својата дружина од Струмица и пошироко, за да не се остварат одредени цели кои се зацртани, кои сакаат да се остварат, а со тоа да се доведе животната средина, не само Струмица, него и Македонија во многу понеповолна позиција. Денес со мене е господинот Костадин Ристоманов. Здраво, Дине, како си? Добар дојдов. Добро, мислам, со оглед на околностите, можам да кажам. Да, апсолутно. Јас сум многу загрижен кога се работи за твојот активизам, затоа што гледам дека пратејќи ги твоите активности, имајќи познавање на истите, ја гледам дека почнуваат, дали се власти, дали некои други, без разлика кои да е, почнуваат напади на тебе кои се завршуваат во судот. А сето тоа ти одзима од твоето време како бизнисмен, како активист, да се фокусираш на вистинските проблеми, дали се тоа персонални, бизнис или активистички, и вршат додатен притисок, не само психолошки, финансиски, времето ти го одзимаат, а тоа е и она што се случуваше вчера, да бидеш ти во судница за да се браниш за нешто што може би и не е така. Можеш да ми кажеш, да им кажеш на нашите гледачи со што се соочуваш овие денови кои се резултат на твојата активизам? Па не сум јас изолиран случај. Да, апсолутно. Значи со мене имат уште десетина мои соборци, да и кажеме, или активисти кои што се бориме против загадувањето воопшто, не само локално и на ниво на државата. И веројатно на некои структури во општеството, значи се работи за структури кои што се постојано на позиции, кај што нашиот активизам ги загрозува нивните позиции, бидејќи нашиот активизам се работи за за нешто што е општо добро, опозит на тоа, значи тие работат за општо недобро. Тоа го дефинираме како загадување. Значи, веќе 8-та година се бориме за спречување на отварање на рудници за металични суровини и за злато, конкретно рудникот Казано и рудникот Иловица, близу Струмица, таму на село. И 8 години водеме битка, кај што на крај успеавме премиерот тогашен да го натераме, или тој сам совесно издаде на одлука на владата дека
ја одзима концесијата поради неисполнување на 7 точки од договорот, од 9 точки, само 2 исполниле. Но ние се соочуваме со пинг-понг правда. Управниот суд ја потврдува одлуката на владата, но Висшиот управен суд повторно ја враќа на разгледување и така со години тоа трае веќе 4 години, колку трае веќе пинг-понг правда. Што се однесува до вчерашниот случај, бевме, јас и една колешка, бевме на суд под обвинение за клевета и за навреда од градоначалникот на Ново село, дека сме го навредиле со Facebook статус. Тоа што тој мисли дека неговиот авторитет е загрозен со Facebook статус. Мислам, никакви поградни зборови на сметка на неговиот, да кажеме, нити физички изглед, нити на некоја лична основа, туку ние како критика на неговото работење, кој што е нетранспарентно, кој што, еве да ви кажам искрено, се работи конкретно за еден проект леарница близу до на 500 метри од близко населено место, на 50 метра од река, на 80 метра од единствената бушватина од кај што пиеме вода, и издал дозвола за 3 дена правосилна дозвола. Мислам, јас сум пошто градежник, секој ден ми е таа работа и знам колку време треба еден проект да се процесуира, да се разгледа од службите, да се дојде до таа правосилност на дозволата. Тој успеал за 3 дена една фабрика, еден куп документи, успеале неговите служби и он успеале и да за 3 дена да дадат дозвола. Но кога прашавме што е тој објект, бидејќи немаше истакнато табла, кога се гледавме како работниците на неговиот татко, работниците на неговата фирма работат таму, нема табла, не знаеме зашто објект станува збор, не знаеме кој е инвеститорот, не знаеме кој го гради, не знаеме ништо. И го прашавме, јас како советник го прашав јавно на седница на советот да објасни, тој рече нема проблем, тоа се документи од општи интерес ќе ви доставам. Од тогаш до сега помина 2 години и покрај моите писмени барања преку архива упатени, тој не ги достава документите. Манипулира со јавноста, не сака да каже кој е градителот, кој е каков објект е, која е намена и така натаму. Ние дознавме од други извори дека се работи за една леарница на алуминиум на топење хала за изработка на алуминиумски одливци, цртичка легури. Значи ти да топеш, да ствараш легура, ти мора да имаш печка, а тоа си е Г1 тешка загадувачка индустрија, која што според урбанистичкиот план не е планирана таму. Таму може само од Г2 лесно незагадувачка индустрија. Така да таквите структури кои што свесно тоа го кршат законот, свесно манипулираат, ние мораме да се браним, иначе ние сме нападнати и нашиот животи се во прашен, животите нашите и генерации. Како ние да не се буниме кога јас живеам 1000 метра од така наречената леарница? Како да оставам моето семејство да таму се да умира од таа така наречена троска која што најотровна? И на крај, заради тоа што сум му нарекол дека Гебелс не му е равен, однос на пропагандата како таа ја води општината, пропагандно едно кажува на седница, а друго работи, едно кажува пред медиумите, друго работи, проектите за обичните граѓани и другите фирми чекаат со месеци, да не кажем и години, да не им се додава дозвола, но за таа леарница дал за 3 дена правосилност. Кажи, некој нека ме објасни како. И сега интуиција така ми дојде дека и Гебелс го зафркнал тој со таквите своји постапки, нели? И се тоа е основа, мене како јавна личност, бидејќи јас сум советник, од друга страна сум председател на еколошко здружение и 8 години, исто така и од таа страна, он ми бара и оштета. Он пиел апчињата на татко му диазепам, па бил неурачунлив, бил одземени му били работоспособности, ако му били одземени способности, зошто останал градоначалник? Нек се повлече. Мислам, тоа е еден пример кој не треба да замараме нашите гледачи, туку општо борбата на независните активисти, кои претежно се еколошки активисти,
е доведена во прашање. На 19 февруари Уставниот суд имаше судење по однос на нашето барање на Сдружените еколошки активисти од цела Македонија. Имавме представка за преиспитување на одлуката на парламентот и на владата по скратена постапка да се донесе под европско знаменце, да се донесе закон со кој што се ограничува пристапот на независните кон демократските системи, како што е, да кажеме, советите, општините, парламентот и така натаму, качувајќи го цензусот на 1% од вкупно запишаните гласачи. Значи, без јавна расправа, без за одмah никој не ни дознал за тоа, ни го донесува. И сега на 19 имаше судење кај што беа присутни наши активисти. Од 8 суди 4 пресудили за, 4 се против и се е нерешено. Веројатно се ќе играме продолжение. У кое општество ние живееме кај што Уставниот суд, кој што треба заштити уставноста, кој што треба да створи демократски услови за развој на една држава како општество, кај што треба да ги одбрани тие токму маргинализираните, токму тие независните кои што навистина се борат за општи интерес, Уставниот суд одлучил нерешено и сега ќе продолжи судењето. Им недостасуваше еден глас на судика која била во моментот одсутна. Тоа само покажува у кое општество живееме ние. Мислам дека проблемот со загадувањето е намерно ставен под тепих. Политичките партии воопшто не сакат да разговарат за загадувањето, воопшто не сакат да зборуваат, затоа што не им е таа умилна тема. Еве приликата, сакам да ја искористам, да објаснам на сите оние што не гледат колку е опасно загадувањето. Колку е тоа стравично, не заради тоа што според една лабораторија на факултетот во Штип утврдила одмерењето 365 дена во Струмица дека најголем загадувач е огревното дрво. Темек било влажно огревното дрво, дека и тоа најмногу процентуално загадува од сите можни загадувачи. Но огревното дрво не штипе на очите, нели, и не те гуши, затоа што он произведува, ако е неквалитетно, значи мокро, се содржи влага, нели? Тоа што испарува, значи поголемиот процент е влажност покрај CO2, нели? Но CO2 ако е храна за растенијата, значи решението е повеќе дрва и готово, ќе го реши проблемот. Но после нашата акција, после нашиот протест пред 3 недели, кој се собра околу 2000 луѓе на протестот во Струмица, прилично голем бројка за наши услови, па дури и за политички партии голема бројка, градоначалникот се свати сериозно задачата и направи акција. И замислете, вчера имаше пресконференција на која се пофали дека благодарение на акцијата која е предизвикана од нашите протести, успеале со инспекцијски служби, со поголема, да кажеме, надзорност, поголема контрола, со казни, со опомени, со едно друго, успеале 50% да го намалат загадувањето на воздухот. Ние сме, вчера бевме 20 февруари, значи никој, сигурно дома не ги угаселе огништата и не гореле веќе дрва, сигурно пак си гореле дрва, бидејќи сигурно нема да живеат на ладно, нели? Значи, тој и нивната администрација успеале да ги угаснат другите причинители или другите огнови кои загадувале. Ние сега, еве, јас не знам, се соочувам да кажеме дека моја негирам неговата стручност, но еве доказ на терен градоначалникот да рече дека намалиле загадување за 50%. Ако е тоа точно, тогаш тоа другото не е точно. Таа е логиката. И сега ние, како ние, на кои институции да веруваме? На кои институции да веруваме? И на крај, нашиот активизам, кој што се бориме против рудникот Иловица, против изградбата на леарница, кој што класифицирана во Г2, а сите леарници во Македонија, десетици ги има, сите се во Г1, само нашата е во Г2,
И кој ќе дигнеме ние гласот, одма тужби за клевета, кривични пријави, едно, и у кој општество живееме? Така леќе. Плюс и Уставниот суд, 4-4 нерешено за цензусот, да пак е направен, се уште важи, да себе на следните локални избори, всушност што се случува, да не бидаме пооддалечени независните од можноста да аплицираме во власта, во локалните совети, како градоначалници или така натаму. Така да, ова е страшен проблем на општеството и тука нема партиски признак, ние говориме за сите партии, не говориме за една партија, кои што треба да се изборат за вистински услови на демократијата. Тоа не Да, законот за изборниот закон и поготово сите го гласа од сите партии. Мислам од главниве што беше, да. Значи, ние всушност против што се борим? Против загадувањето кој што јас велам дека загадувањето е тивкиот убиец. Значи, нашите луѓе, мнозинството велам, гледајќи нивната пасивност, иако морам да и пофалам луѓето, секој ден се повеќе и повеќе освестуваат за опасноста, што значи, сите имаме ние фамилии, сите имаме семејства, сите имаме деца, сите имаме и стари луѓе, и ние на крај крајва, ние исто. Воздухот, загадениот воздух, загадената почва, водата, не бира по нација, по припадност на партија или по било која друга. Сите сме ние во еден кош исти, и сите одишеме истиот тој воздух, истото загадување, сите сме подложни. Зошто луѓе да не се обединиме барем по тоа? Ако имаме политички програми кои се разликуваат една од друга, ајде луѓе да се обединиме. И тоа е нашата задача, независните, ние немаме политички амбиции. Нити имаме ние да водиме државата или било што, но сакаме да го обединиме народот, вкупниот, сите што живеат во Македонија, па дури на Балканот да се обединиме, бидејќи дефинитивно Балканот е депонија на Европа и рударска и опасност да станеме рударска депонија. Ние, не знам колку се луѓето запознани, ние според статистиката, мислам дека и ти имаше заеднички гледавме. Да, заеднички гледавме колку увезуваме отпад и фрапантни се податоците, посебно во антимон, една многу загрижувачка, опасна загрижувачка субстанца, се увезува каде иде, поима немам, остацоци од животински материјали и коски. Тоа беа тони. И лјадници што се увезуваат дали Аргентина, Бразил и така натаму. Каде иде? Да, и од Србија и од Косово. Пластични легури, делови од пластични гуми, електричен и електронски отпад. Да, од Албанија, Косово, Црна Гора и Босна. Поголемиот дел тие што доваѓа, деталите, тоа го гледавме ние, ги анализиравме површно, сега за сега правиме по-детална анализа, но сето тоа ако се согорува и како се употребува тоа како огнен материјал, тоа е поразувачки. Тоа е одговорот на прашањето. Затоа што има висока калориска вредност, истите. Од што се загадуваме? Да. Кој е главниот причинител на загадувањето? Кој загадува? И што е тоа што загадува? И сега ние добиваме официјални податоци, вие сте виновни што горете дрво, огромно дрво, ти си тој што загадуваш, нели? Но замислете, таа лабораторија не успеала да открие и не било предмет на анализа колку сулфур диоксид има во гасовите, во воздухот на загадувањето. А тоа е најопасниот елемент. Покрај PM10 и PM2,5 частички имаме и имаме сулфур диоксид кој ќе го вдишиме, кога влажноста во нашиот организам ќе го соедини со водата, се претвара во сулфурна киселина. И таа сулфурна киселина како точки ние се лепи по нашите дроби, праве ранички и од таму сите белодробни заболувања. Пушеше тој, тој пиеше многу, од тоа му е. И бабите, дедовци на времето, тие пушеа до 100 години живеа, носто беа пијани, поумираа на 95 години. Значи, и сад ние, кога тоа е пропаганда, ние сме виновни што ние загадуваме, а тие што увезуват,
и што горат отпад, легално, нелегално во високите печки, на депониите и така натома, не, они не са виновни, ние не ги знаеме тие кои се горат. Замисли, има една логична или нелогична закономерност што откривме ние во Струмица. Колку нашите активности се зголемени, протести или едно друго објави против загадувањето, толку се намалува, веднаш се намалува процентот на загадување. После протестите 50%, вчера градоначалникот рече дека 50% од загадувањето е намалено. Но веднаш завчера најзагаден град се соседните градови. Гевгелија, Берово. Од каде бе во Гевгелија веднаш на таа промена таму нон-стоп дува ветар? Од каде они па најзагаден на Балканот? Па очигледно дека загадувачите и за тоа што загадува се сели од Струмица се носи и во околните градови. Тоа е интересно и со тоа треба се органите на прогонот и на истрагата да се интересираат што е тоа што се сели, а загадува. Ние се буниме, нема загадување Струмица. Ама загадувањето продолжува во околните градови. Берово, замисли, Берово, најзагаден град во Македонија. Берово има тешка индустрија. Берово. Шо е бе толку загадено и тоа у Берово не е летно време може да Тоа нема ни луѓе, ни не ништа. па таму најчистото. Најчисто. Дрвалија нема, шо има нема вегетација, шо нема таму у Берово. Да. Тоа е тоа што ние не сакаме да го забележиме, тоа е вистина. А кажи со колку кривични се соочуваш сега? И, за среќа, да кажеме, се уште нема лично за мене, но моите пријатели, моите клиенти, значи сега не само што ударат лично врз мене и врз нашите активисти, но и врз нашите поддржувачи, например, нели? Така да сите кои што не поддржуваат, за пример, и они добиваат кој што е нешто има некој недостаток, да кажем, или намерно направено. Така да се соочуваат сите луѓе со другите. Мој муштарија е соочен со кривична пријава, затоа што познавајќи мене излезе на протест и кога го видел градоначалникот, он требаше да му даде градежна дозвола, не му даде. И после го пишува кривична пријава со вореден инспекцијски надзор, кој што патем не е ни направен како што треба. Или еден наш поддржувач има голем туристички комплекс и тој, бидејќи не поддржуваше постојано, и тој има кривична пријава. Зашто има непријава? Имаме, ние, например, има поддржувачка, една наша колешка која што има кривична пријава за загрозување на јавниот јавниот поредок, не знам како е таа дефинирана. Јавниот трети мир? Не, загрозување на као терористичка организација, разбираш, нешто од тој стил сега баш не може да точната дефиниција, тоа што она го загрозила постојањето на институцијата градоначалник. Значи институцијата загрозена, значи државните институции загрозени како терористи се сметат за Facebook статус. Значи, од една страна, со новиот изборни законник, они превенираат буквално или го тежнуваат процесот на поголема демократичност, да за независните кандидати бидат дел дали од советот на локалната општина, пратеници, градоначалници, а од друга страна истите активисти се соочуваат со вакви тензии. Да. Па толку очигледно тоа дека, значи, вие многу зборите и вие треба да ќутите за да може караванот да си врви. А тоа што значи? Значи, ние сега откриваме разни извори на загадување, сакаме да ги спречиме со граѓански активизам, нетранспарентно се донесувани одлуките, не се законски, сакаме тоа на судски пат, тоа да го правиме, губиме време, губиме 8 години да докажеме тоа што сите го знаат, но еве ни се возвраќа ударот на тој начин што сега ќе ни сечат сите тие да кажеме демократски можности да го изразиме нашиот револт, протести, еве последниот протест од МВР не ни дозволува да поминеме по тие улици, па ние и надводевме, па видео дека не можат со нас, па ни допуштаја. Имавме порано, не смеете вие регионален пат да блокирате, а тутунарите можат кога се акција, ние не смееме, па замислите дојдат специјалци, мирен протест против
против Рудник или против Заводите, дојат специјалци, мислиш, ние молотови коктели, па не викаа порано у полицијата, у инспекцијата за тероризам, имало најави за дека ние сме били, имало терористички испади од наша страна. Мислам, тоа се си притисоци. Се си тоа закани за живот, едно друго. Но кој свет живееме? Каква демократија? И тоа е најдобрата слика за да прикажеме ние во кој свет живееме. Значи, нефункционирањето на законите во подолг временски период. Ние ретерираме на почетокот, кога почна Демократска Република Македонија, имаше повеќе демократија, како се развиваше државата, ние наместо да се развиваме позитивна смисла, ние имаме помал степен на демократичност. Сега имаме, може секој да те тужи за навреда, за клевета, за Facebook статус, за не знам што. Кој свет живееме ние? Дали одеме ние напред или назад? И кој владее со државата? Дали кој владеат? Значи, кој владее? Кој право е тоа? Тука ни се скратени правата и на луѓето, а луѓето не се свесни дека всушност ние сме на некој начин постојано подложени на една негативна репресија од смисла на загадување. Ние увезуваме отпад, тука се труеме и на крај јас поставам прашање што ќе ни е на нас држава ако народот се исели заради тоа. Ако имаме загадени почва и води, кој ќе живее тука и ќе умрат за кратко време и нема да имаме луѓе. Што ќе ни е име, да утре да го вратиме, дај Боже ние да го вратиме утре името. Што ќе ни име кој немаме да има луѓе тука. Што ќе ни е територија која нема да има кој да живее тука. Ние треба да направиме услови да луѓето да сакат да се вратат и нашите во странство што се, но они замислите тамо научени на некој ред и дисциплина, на хигиена, на чистоќа, да дојдат од тука, кај нас се палат, например, увезени кабли кои што стварат сулфурна киселина. Кој ќе сака да живее? Дали е тоа тенденцијата, дали е тоа целта? Апсолутно. Дали тоа целта да видиш вид геноцид да се изврши во нас како македонци, ама не како народ, тука како нација. Значи тука кон што водиме? Дефинитивно. Тоа е нешто што треба, знаеш, сите да се прашаме кого ќе поддржиме и дали поддршката што ја даваме е вистинска или пак за да се обликува нашето општество на начин што можеби не сакаме тоа да го правиме, а со давањето на поддршката ние му даваме уствари и можност да се обликува нашето општество на начин што ние не сакаме. Тука е доста, тоа е филозофско повеќе прашање, меѓутоа е многу битна основа. Можеби некогаш и абстиненцијата е подобар показател на поддршката, тоест не поддршката кон политичките процеси. Но тоа ќе го ставиме за друг пат. Јас да те се заблагодарам за тоа што дојде на ваков кратко период и време за да ни дадеш некој апдейт на што се случуваш и со какви притисоци, закани и кривични се соочуваш како резултат на твојот активизам и да ти заблагодарам дека ти се покажуваш силна волја на еден пркос кој јас во целосно го поддржувам и се надевам дека ќе истраеш во твојата борба за да се зачува оваа наша мила Македонија што почиста. Меѓутоа и ти, и ја, и било кој што се и здрава котлина сакаме законот и функционалноста на истиот да се почитува. И тоа е број еден
предизвик што го имаме во овоа општество. Значи да не се изиграваат законите, царината кога увезува отпад да си ја врши својата работа, кога се даваат дозволи од Министерство за животна средина да бидат во склопот со законските прописи, а не да бидат истите изигрувани кога законот за изборни за нови изборниот законник се носи во склопот со правните процедури, а не да се изигрува со едно знаменце, а сега со 4-4 гласањето во Уставниот суд. Исто така изиграни се независните, без разлика кој е. Така да вашата борба и твојата борба е борба за правна држава, за правдина и јас се надевам дека во иднина пак ќе ни доеш овдека, ќе останеме ние во контакт и благовремено ќе ги известуваме нашите гледачи за твоите активности и предизвици со кои се соочуваш. Благодарам на можност. Благодарам и на тебе што беше гостин денеска. Благодарам и на вас што не следевте. Тоа се предизвиците кои еден од членовите на Здрава котлина ги има во моментов. Тие се реални. Истите го одвлекуваат Костадин да биде фокусиран на своите активности во Здрава котлина, во персоналниот, професионалниот живот. Меѓутоа, како што гледаме, неговиот пркос и желба да оваа држава биде правна држава, здрава животна средина се појаки. Ние ви благодарам, овдека нов Асномут секогаш ќе има поддршка од нас во неговите намери, а ви благодарам на вас што не гледавте во овој прекрасен подкаст.